Ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Ви посакувам добре дојде од нашето студио овде на терен, како што изминативе години така ја реализираме емисијата. Препознавате се, наоѓаме овде помеѓу Сирково и Росемон во Тиквешијата. Препознатлива боја за праската, розово-црвена. Знаеме дека овој регион има прекрасна боја на цветовите, особено во пролетниот период. Иако годинава праски немаше, не само праски, туку и останатото овошје измрзна и на крај и во Преспа јаболкото беше уништено од снегот и од ниските температури. Се надеваме дека 26-та сепак има повеќе овошје и дека тоа ќе биде по солидни цени, но и за нас потрошувачите да можеме да ги купуваме, особено македонските, бидејќи знаеме дека се највкусни. Владата направи напор 25-та година, значи во истава година, да одвои средства на 7 милиони денари за обештетување на овоштарите и оние други кои што има последици од ниските температури, конкретно во Росоман, и над 2 милиони денари за кавадарци за обештетување од претходната година, значи од 23-та. Во секој случај се надеваме дека нема да биде 26-та ваква, туку ќе биде многу подобра и за производителите, а и за нас, како што реков, потрошувачите на македонските производи. Оваа година, на оваа сушна година, како земјоделци, кај имаме релативно доста добро суша. Вода имаме, ни да не се жалиме за вода. Во Паликура бев органски производител. За жал, што бев 11 години, бев упорен, не рачунав дека ќе се откажам, но за жал се откажав. Тежок е пазарот да се пробие како органско, кај што го пробиме во Скопје во една продавница, кажеме тешка наплата. Цената имаме негде од 35-30, кај што не е баш добро, ама ајде да речиме дека е добро. Добро за мене пиперот од 40 денара да не биде подоле. Тоа би била една пореална цена. Инаку производство може доста да се направи, за жал е постарата генерација од производители, од земјоделци. Младите се се потешки. Ние вие генерации више како иде не можеме, намалуваме од тоа наше производство. Имам хектар и пол пипер, сега ќе одам на, за жал, декар и пол, 2. Тоа е колку посто намалување, многу. Со огромно задоволство ви представуваме едно семејство кое што пред 30 години се вратило во Цер, Кичевскиот регион. Започнува со 5 овци, а веќе имаат 150 заедно со кози. Автентичноста на ова подневие, пасиштата, но и грижата за оваа раса праменка дава резултати веќе и конкретни во добивање на сирење, конкретно козјо сирење, кое што се бара во Швајцарија, Италија, а знаеме дека тие точно знаат да го вреднуваат козјото сирење. Дали ние знаеме? Дали знаеме да ги вреднуваме и овие потенцијали кои што се во руралните средини? Како да заживеат овие региони? Многу прашања на кои што треба, меѓу другото, да се одговори со државна стратегија, доколку сакаме да ги задржиме и младите. Во ова село има само 4 деца, а убавината и чистиот воздух дава можност за многу повеќе, да се врати некогашната традиција и да побегнеме од градовите. Оваа слобода ретко се наоѓа. Да го видиме и овој прилог. Суштината на опстојувањето на селата е производството на храна. Овчарството не само што дава јагне и сирење, туку овцата и козата го благородуваат просторот. Пасиштата се збогатуваат, а и сликата на стадата дава една поинаква димензија во овие предели. А тоа е дека пред се има живот. Пред 30 години, значи, се вративме од Кичево. Како дете заминав Кичево, 7 години, чуваме овци и кози моментално, имавме крави и продадовме и така.
Околу 150 имаме сега моментално пола, кози, овци. Децата нормално ми помагаат, комшијата тука е, што ми пасет и така. Поќето е алпина и овие сега го зедов тој јарец од машкото, Мрчијано Гранде, значи поиздржливи се некако на климата овде. Имат и овчеполка, значи мешани, само поќето е шарска. Земја имаме 4 хектари наши, имаме уште 5-16 земено под тирија и работиме сите скоро. За нешто косиме, нешто житарица и така. 90% храната е наша. Механизација, комбајн, 2 трактори и приклучни машини тамо, селки, балирки, тие работи. Интересно беше да се види и романовската раса, увезена од Србија. Волната е со сива боја, а главјата и нозете со црна боја. Тие засега се чуваат шталски. Романовка, колку 20-тина, па да пробаме да видиме се тие шталски се. Увезени се од Србија, со еден другар мој. Млекото од козите, значи сирење го правиме. Го продававме во Нижополе пред има 10 години, има. 10 години така прекинаа со млекарата, затворија. Овче уште немаме, 2-3 години се сега. Па сега и запатува, мала работа колку за дома, што викаме децава да касно кисело вака. Козиото сирење многу значи се бара. Многу. Немојме ни да постигнеме. Остануваат луѓе што чекаат и за отпроле, за вгодина и така. Машински да ги молдиме и козите и овците. Убаво ли е сирењето, го бараат ли? Да, сирењето се бара. И Швајцарија отишло нека? Имат земат Швајцарија, имат Италија земат. Па тие што земат, знаат, имаме редовни муштари земат секоја година. Млекото го вриеме и одма го продаваме, значи можете одма да се јави. А чисто, хигиена, Да. зашто и со машина? Да, чисто е машински, све се молди. 500 денари беше годинава, па се ќе видиме. Здравие Боже, да сме здрави живи. Може да останете и толку. Овчето моментално, јагнињата оставаме да цица, значи да онат и кој ќе продајме колку за нас млеко. Моментално, значи сега не знаеме натака, може да и сирење ќе правиме и така. Јагнешкото месо, значи 230 и предадовме в кланица, бака по луѓе 250, така, немавме ни многу женските оставивме. Така, значи машките само и субвенции, значи по 600 денари ни исплатија, тоа беше јуни некаде, како беше тамо, мај, јуни. Сега овие викаат за до нова година, па сега што ќе бидат, ќе видиме. Државата, значи, 2 пати аплициравме. Едната апликација кој беше, ни баравме косачица и вртаче, ни побараја да имаме 2 декари компир. А што ќе косевне компирот или ќе вртевне, не знам. Вториот пат сне немале поени и така. А овде е рурално 1100 е надморска. Она плевната горе 1110. Горе она. Значи овде сме некаде на 1070. 80, тоа е. Државата, што знам како да речем, значи, на тие уопште што не знаат што е стока, му дават изгледа, а на тој што е сточар од ништо. Само да. Имат величатверси до сен, с не и задоволни, и не е задоволни, ама и почето и задоволни се, што викат ако не заврне, ќе капне. Имам 13 години. Што е ова што држиш во рака? Ова е крлук. За што служи? Па, За фаќање овци? А, за ноџе? да. И некој јагне? Одиме во поле, удолу, овде, згора, по акраста. Волк нема видено да се. Тие се труда, да ти кажам право, сега па што ќе биде кој ум ќе удри, потака не знам, ама сега моментално значи се активни. И околу стоката, и в поле, и тие работи, сите, околу механизацијата и све. Карактеристично за ова семејство е упорноста и да се снајдат на различен начин, за да можат да обстојат. Имаат идеи за селски туризам. Овде ништо, само ние сме уште, имате едно, 3-4 колку за занимација чувате ен човек, ние сме овде. Па моментално се 50-тина, а во времето имало 1500 жители.
1500 жители биле. Стока имало, овци, кози, мислам, ситна стока, околу 25.000. Сега ја ко дете вака, ко него и помал, околу 6.000, значи запамтив, тога имаше. А после умираат старите, умираат и стоката. Ние што сме едино. Нема други. Имаш чист воздух, имаш млеко, имаш месо свое, вода не плаќаме, ти работи една струја. Имаме интернет, имаме телевизија, значи ти работи имаме уште. Има. Летно време малку со водата е проблем, ама не е толку голем, значи. Имаме резервар таму, имаме другата страна, него не се гледа таму. Имаме и таму и таму. Пола селото на тој, пола на ова, ама Церепланинско село на надморска височина од 1010 метри и представува место со многу историја, а и мистичност. Селото е сместено во заливот на некогашното езеро, а околу селото се наоѓаат планините Лубен и Баба Сач. Овде се наоѓа источниот дел од Церското поле, кое што е најголемо карстно поле во Македонија. Церската река, која што излегува на површината кај село Железник, го образува врелото на Црна река. Селото има доста голема историја. За него може да се каже дека е едно од поголемите револуционерни села во текот на османлиската власт. На 24 април 1905 година во селото Цер војводата Христо Узунов и неговата чета по долга и неравна битка со османлискиот аскер се самоубиваат, не сакајќи живи да паднат во рацете на непријателот. Денеска таму се наоѓаат нивните гробови во посебно изградена спомен гробница. Цер се наоѓа во претежно планински предел. Таму може да се одгледуваат голем број на стада овци. Можеби и некој друг ќе го најде своето место. И сето тоа во симбиоза и со другите производи кои што се добиваат во ова незагадено подрачје дава стимул за натамошен развој. Мојата фарма, твое доживување и многу пати и досега ние со емисијата Аграр сме биле токму на тие фарми кои што имаат и потенцијал за заживување на традицијата и зачувување на природата, но би додале уште еден сегмент околу агроекотуризмот. Најчесто зборуваме за рурален туризам, но да видиме по што се одвојува агроекотуризмот од руралниот туризам. Веќе година дена постои проектот, токму со овој наслов, чија што цел е анимирање на производителите, кои што и веќе има и дел започнати со овој вид на туризам, со Словенечката амбасадор како донатор, значи Република Словенија, заедно со Земјоделскиот институт во Скопје. Убава тема, која што во другите држави носи голем приход. Ми се чини веќе и дел од оние кои што се занимаваат и се охрабрени со тоа колку има заинтересираност не само кај домашните, туку и кај странските туристи. Разговараме со Марија Ѓошева Ковачевиќ, која што е раководител на оделението за агробизнис и рурален развој. Најпрви да подсетиме колку време трае овој проект, како се одвива активностите и мапирањето на оние кои што работат веќе во туризмот и можеби за потенцијалните идни фарми кои што би влегле во оваа мапа. Проектот започна оваа година од јуни и трае до 2026 декември, значи до крајот на следната година. Проектот е насловен како проект за заживување на традицијата и зачувување на природата, или ние го нарекуваме агроекотуризам, и е финансиран од Словенечка амбасада, односно од амбасадата на Република Словенија во Скопје и од Развојниот фонд при Министерството за надворешни европски работи на Република Словенија. Ние знаеме со какви предизвици се соочува нашето село, социјалните и економските предизвици, особено миграцијата на младите, исто така и притисокот врз животната средина, климатските промени и така натаму. Главната карактеристика на земјоделството кај нас е всушност малите семени фарми. Она што ние во рамките на оделението за агробизнис, економија и рурален развој, долго време го размислувавме
кој е тој инструмент, алатка или проект кој што треба да го развиеме, а истовремено ќе можеме да го промовираме и земјоделското производство, земјоделските производи, истовремено да ги развиваме и руралните заедници. Она што го размислувавме всушност не водеше кон агротуризмот, затоа што на вистина сметаме дека агротуризмот може да биде еден силен инструмент кој што може да влие врз ревитализација на нашето село. Ние сме сведоци со какви предизвици се соочуваме, особено миграцијата, напуштањето на младите од руралните средини. Според пописот во 2021 година имаме податок дека 205 села се речиси напуштени, без ниту еден жител. 218 села имаме со 10 жители, до 10 жители и 680 села до 100 жители. Тоа значи дека овие податоци ни покажуваат дека за некој краток временски период, доколку не се направат некакви промени, значи подршка во населото, може да дојде до целосна депопулизација на сите овие населени места. Токму затоа овој агротуризам е доста важен, бидејќи е еден начин линк помеѓу земјоделството и помеѓу туризмот. Тоа значи дека особено влие за младите, затоа што младите знаеме дека избегнуваат да работат во земјоделството, нели да обработуваат почвата, меѓутоа кога станува збор за туризам, тие се многу повеќе анимирани, бидејќи го имаат контактот со туристите, кои што ние во агротуризмот повеќе ги нарекуваме гости, а не туристи, затоа што таков е карактерот, специфичниот карактер на агротуризмот. И повеќе ракуваат со сите оние алатки, да кажеме, маркетингот преку интернет, социјалните мрежи и така натаму. Така да ова е еден предизвик, а тоа го сретнавме на теренот, на доста млади кои што еве инспирирани од предностите на агротуризмот да започнат да се занимаваат со оваа туристичка дејност, а тоа да ги потикне и да останат во тие рурални места. А бидејќи е поврзано со земјоделското производство, се мотивирани и да ја обработуваат површината во овие рурални средини. Руралниот туризам подразбира, значи, секоја туристичка активност која што се одвива во руралните средини. Доека пак агротуризмот е всушност туризам кој што е врзан со туристите, односно со гостите кои што доаѓаат на самата фарма. И тие гости буквално имаат директен контакт со домаќинот и се дел од секојдневието на тоа рурално домаќинство. Значи се активно вклучени во подготовката на храната, во неговите работни операции и така натаму. Рековме, целта е заживување на руралните средини, токму со овој потенцијал кој што го имаме. Дали веќе ги мапиравте и кои се тие најчесто фарми кои што се влезени во оваа листа? Какво се одвива ознаката? Дали постојат особени критериуми, услови кои што треба да бидат задоволени? Првата фаза во проектот е всушност мапирањето на руралните домаќинства кои имаат потенцијал, кои имаат желба, кои размислуваат или пак веќе почнале со некакви такви активности да спроведуваат на нивните фарми. Меѓутоа, мора искрено да кажам дека можеме на прсти да ги изброиме оние рурални домаќинства кои што реално во моментов може да даваат агроекотуристички услуги. Значи, треба на теренот многу да се работи. Сретнавме рурални домаќинства кои навистина имаат потенцијал и како земја можеме да се пофалиме со многу убави рурални пейзажи, со убава традиција, со многу занаети кои доколку не работиме во нивно обновување или во нивно заживување, тие ќе исчезнат. А особено тука е најаката страна храната, односно руралната гастрономија и гостопримството секако на руралното население. Можеме да споменеме и неколку кои веќе се препознаени од страна на гостите и веќе барани и дури немали слободни термини да се закаже.
Би ја споменала пред се Пирустија Недановски, кој што се наоѓа во село Рамне, во подножјето на планината Галичица. Во ова рурално домаќинство гостите буквално се чувствуваат како да се на гости кај роднини. Исто така тука би го споменала руралното домаќинство Спиритов Преспа, кое што е во село Царев двор, на некои 3 километри од Ресе, каде што ова рурално домаќинство има мала овоштарска фарма, која што се занимава со производство на јаболка, цреши и други овошни производи. Таму гостите кога ќе дојдат, добиваат кошница, иако ова рурално домаќинство има развиено повеќе различни услуги, зависно од силната група, меѓутоа може да се дојде, да се земе корпа и буквално да се наберат производи од овоштарникот, може да се конзумираат, а исто така може да се понесат со себе. Друго рурално домаќинство е и Билки Лайф, кој што се наоѓа во Скопска Црна Гора и е една хербална фарма и развива социјално предприемништво и е интересно што е инклузивна фарма, односно фарма каде што може исто така да биде посетени од страна на лица кои што имаат одредени попречености. И на таа фарма така е прилагодена да може да биде за било кој гости на фармата да може да садат одредени билки, да чистат, буквално да се занимаваат со некоја земјоделска активност директно во тоа рурално домаќинство. Да не забораваме дека освен или растителното производство, тука се и сточарските фарми. Бевме на посета кај Давид во селото Раштак, во непосредна близина на Скопје, кој што има козарска фарма, фармата се вика Кози млеко планина, има прекрасно сирење и еден млад човек кој што дошол од урбана во рурална средина и има силна желба да го развива агротуризмот. Ево некоја иницијална фаза, меѓутоа има доста голем потенцијал за да го развива овој туризам. Карактеристично за нашата земја, грозјето, виното, ракијата, имаме и доста интересни такви мали капацитети кои што произведуваат вино, ракија и грозје и каде што може да се вклучат во овој агроекотуризам. Во село Климештани имаме еден млад фармер, Стефан, кој што има мала дестилерија, се занимава со дегустација на ракија, меѓутоа и во неговата фарма има кози, има овци, има градинарско производство, каде што исто така креира и он е во некоја иницијална фаза, меѓутоа се обидува да креира некои агроекотуристички услуги. Рековте 208 села веќе се напуштени, некаде околу 218 се до 10 жители и 684 до 100 жители, но многу е битна инфраструктурата, нели, во делот на она што значи да може да се дојде на село, да функционира. Тука не зборуваме само за пат, туку и за сите оние услови кои што се потребни за да нормално се живее. Дали има посебни проблеми не само во овој сегмент за кој што државата треба да размислува, нели, во развојот на руралните средини, туку и проблеми воопшто и со законот, со условите, со регистрирањето на овие капацитети. Во агроекотуризмот не мора руралното домаќинство да има сместувачки капацитети. Земјоделските семејства се соочуваат со низа проблеми. Првенствено затоа што не се ни доволно информирани на кој начин можат и како да се регистрираат. Од друга страна, па исто така институциите не се целосно подготвени да даваат вакви услуги на руралните домаќинства, за да им обезбедат целосни информации и регистрација. Затоа што првата регистрација е всушност во општините, бидејќи е некоја гранка која што е во некој иницијален развој и тие не се доволно информирани на кој начин, како да ги регистрираат или ги упатуваат во некои други институции или пак во Министерството за култура и туризам или Министерството за економија и така натаму, така да се губат во некој лавиринт. Во иднина мора да се решави да се работи.
Имаме ние некоја категоризација и имаме регистрација на руралните домаќинства со ознака сончоглед. Во Словенија тоа се јаболка, меѓутоа има категоризација, да кажеме, од 1 до 4-5, исто како што има и звездички во хотелиерството, така и во руралниот туризам. Значи, според Еврогитас има основни стандарди кои што секој рурално домаќинство кој што сака да се занимава, значи, со оваа дејност, треба да ги исполнува. Значи, првенствено тоа се однесува на физичките ресурси, се однесува на човечките ресурси, дали има тоа рурално домаќинство доволно време да го работи овој агроекотуризам, дали исто така има способности да го работи. Многу е важно да се одржува хигиената, односно да има добри хигиенски услови на самата фарма. Ние често може да сретнеме на фармите кај што имаме расфрлано пластика, ѓубре и така натаму, значи тоа не е дозволиво во агроекотуризмот, значи многу битен фактор. Исто така е многу важно земјоделското производство да биде на одржлив начин. Тоа е нашата јака страна, да кажеме, на Земјоделскиот институт, кај што ние им помагаме на земјоделците да ги користат, да ги применуваат одржливите практики во земјоделското производство. Затоа што најсилна карактеристика на овој туризам е всушност еколошкиот аспект. А тоа е, значи, да се грижат да нема деградација на почвата, односно облажување на деградација на почвата, помалку користење на штетни хемиски средства, да се грижат за рационално користење на водата на фармата, да се грижат за биодиверзитетот на фармата и она што е најбитно, развојот на руралната заедница. Основното мото да се зачува традицијата и да се заштити природата, мотото од проектот на Земјоделскиот институт со Словенечката амбасада, мислам дека многу одамна го имаат откриено нашите производители, пренесувајќи ја традицијата токму низ овие елементи кои што ги гледаме. Се наоѓаме во село Паликура, каде што во овој двор има се и се што, да речеме дека има многу разновидна живина, има мали домашни миленичиња, но главното на Ангелови семејството преку Везенка, која што веќе постои над 23 години поточно, е производството на ајвар, љутица, малиџано, сето она што ние сакаме да го имаме на домашните трпези и што е карактеристично, дека сето тоа е традиционално произведено, рачно, значи, оној вкус што некогаш ние можеби во своите дворови сме го произвеле. Дали има перспектива во сето ова, како тие се снаоѓаат, еве веќе се регистрирани и за продажба од куќен праг и каде ја гледаат иднината, можеби и во агроекотуризмот. А од 2002 година моите родители почнуваат со преработка на традиционален начин ајвар, нели зеленчокот во ајвар, малиџано, лутеница и кетчуп. Го трасират патот за продажба преку саеми. До 2016 моите родители работеа, се додека мојот татко, мислам, го загубиме 2016. Во август месец си почна клиентелата, нели, да звоне за нарачки. Беше Маросо, кога они го работеа ајварот. Од 2016 година го преземаме ние, исто со мајка ми и со мојата фамилија, во Везенка. Прераснаме, да. Па еве, уште работиме 2025-та. Вие сте веќе регистрирани за продажба од куќен праг од Агенцијата за храна и ветеринарство. Мислам дека допринесе многу од овие мали производители да се охрабрат и да ја најдат вистинската траса за продажба. Како во моментов е продажбата? Дали се продадовте или остана нешто од овие производи? Продажба од куќен праг, да, во позитивна смисла, пошто нели си регистрирано во Агенција за храна и ветеринарство како производство по традиционален начин, значи не ни е хасап систем, пошто се работи традиционално, пиперката се пече на дрва, се лупе рачно, со спремањето на ајвар, со пастеризација нели готов производ. Да, во позитивна смисла ни е продажба од куќен праг. При крај сме со суровините
И со готовиот производ. Имаме дел и од благите производи, джем од црна слива и кајсија. Дали досега сте користеле некаков грант или кофинансирање за финализацијата на овие производи што ќе ви олесни работата? Добиме грант за оператор со мал обем, со кофинансирање 10.000 евра беше. Ние го пренасочиме у нашата сфера што ни требат. Работна маса, пастеризатори, машина за мелење. Значи, малце да одиме понапред, по-модерно, по-убави услови за работа. Да имаш и безбедност и да биде сигурен производот што го продаваш. Ко се работа со љубов и мачното, ама забораваме на маката, нели, кога ќе добиеме пофолни зборови, да ви се позлатат рацете, нели, стварно многу убаво, квалитетно. А секоја работа е малку трпна. Сигурно овој производ, овие производи имаат своја цена на чинење, дали од година во година се зголемува и цената на заработната рака, да кажеме дека пиперките рачно се печат, се преработува, се лупи и се финализира. Тегла, капачо, тоа се тука некои си фиксни цени, нели, што стандард, динар, два менјат, али најголемо е работната рака што стално ни у недостиг. Младината некако се трга настрана од овие работи, сакат побрза пара, полесна пара. Така да ние си работиме дома и со дел од пензионери. На дрва, да, рачно се пече. Се лупе рачно, да, машински нели само мелиме, рачно пржиме и после рачно собираме у тегла. Оде на пастеризација, ставаме после етикета, па пакување, да средиш нели теглата до крајно до потрошувачот. Обично нели социјалните мрежи ги користиме. Членки сме исто на Националната федерација ни организираат саеми, сме присутни. Кажано од човек на човек, еден пробал друг, од каде нели како, телефонски си правиме порачки, си правиме некој распоред за да можеме да го задоволиме клиентот. Има август месец порачуват до сакам нели октомври месец да ми биде готов ајварот. И така да си работиш по некој распоред. Нарачки од странство имам, а многу е тежок патот да стигнеме. Пред 2 години беше помала продажбата нели на ајвар. Година за година растиш, ти треба и објекти поголеми, ти треба ти простори нели да си средиш каде ќе се лупе. Сега моментално со тие капацитети што работиме, имаш простор каде лупиш, каде пржиш, нели за пакување. Да, треба помош да се работи со храна, ама и нешто традиционално, што сме препознатливи у светот. Дали може да се зголеми производството, да бидат поголеми количини, иако, како што рековте, до декември еве се уште нели приработувате, и како може владата да помогне Министерството со продажбата, освен од куќен праг, да има некое посебно македонско катче за продажба не само новие производи, туку и на се што го произведуваат малите производители. Баво да си има катче. Продавница за локални производители, за операторите од мал обем. Словеничката амбасада преку Земјоделскиот институт имаат еден убав проект за мапирање на производителите од помал обем. Дали сте вклучени и дали во иднина може ова сево да прирасне и во агроекотуризам, каде што на самото место може да се пробаат овие производи. Имаме посета од Институтот за земјоделие, беме у разговор, бев на предавањето за мапирање. Тоа сето оде нели у позитива и на руралните места што се мапират и на нашето традиционално, значи да се сочува и да кога би дошла како посетители од Словенија да има нели да се види како ние го спремаме нашиот ајвар од семче, нарасат, па нели растение на стално место, до берба, селектирање на производ, миење, печење, спремање, да, и финален производ. У склопот има да посетат и мини фарма со птиците, животни, мачиња, значи се што
една рурална средина би поддржавал. Никовецот е исто традиционално изградено со дрва, тоа сопругот и синот е нивна изработка. Милена ја наследила традицијата од своите родители, но има и кому да ја пренесе. Идејата понатаму е дегустацијата на своите производи да ги нуди во соодветен амбиент. Летниковецот во селскиот двор, каде што има богатство од различни животни и птици. Гостите да се чувствуваат добре дојдени и да ја доловат нашата традиција, а и многу повеќе да научат за македонската историја. Многу не радува фактот дека веќе има иницијативи и реализација на она што значи селски, рурален туризам или агроекотуризам, за кој што говоревме претходно, нели со помош на Словенечката амбасада. Но од оваа куќа на крајот од Сирково веќе се гради нешто што може да наликува на словенечките искуства во делот на тој туризам. Се нуди домашна храна, овде приготвена, и се градат веќе и капацитети за сместување. Станува збор за селско домаќинство Атанасови, кои што и нудат сега во моментов јајца, свежи јајца од нивната живинарска фарма, а секако дека имаат планови за многу позасилен развој на овој тип на туризам, кој што е добар и за странците, но и за нас домашните туристи, особено бидејќи овде во Сирково, сега во моментов, а мислам дека и подолг период, особено во зимниот, дишиме чист воздух. Добра храна, која што е здрава за исхраната за човекот, но исто така и можности за рекреација. Да го видиме овој прилог. Јас сум Виктор Атанасов, сум по потекло од Кавадарци. Живеев и работев по студии 10 години во Скопје и во еден момент решив да дојдам и да се преселам на село, точно тука во село Сирково. Пред отприлика 5 години, или поточно во време на короната или COVID-19, решивме да купиме куќа и тоа баравме по огласи и едноставно си најдовме една куќа која што е оваа на крајот на селото, ништо од околу, мир и тишина, и решивме тука да се преселиме и да почнеме да ствараме за себе си. Значи, пред се, бевме многу благодарни што покрај куќата, единствено нешто што наследивме овде беше пластеникот, кој е функционален уште од тогаш, и веднаш почнавме да садиме домати и пиперки, се што можеме, за да се одгледуваме домашно. Приоритет ни е да одгледуваме органско производство и затоа и сакаме да си одгледуваме и да си произведуваме сами, бидејќи сме сигурни во тоа што јадеме едноставно. Покрај пластеникот, со тек на време почнавме да правиме и кокошарник, значи добра куќичка интересна излеза за кокошките, и сега имаме и домашни јајца. Исто така благодет, можам да кажам. Идејата за селски туризам започна некако многу природно, бидејќи ние пред се сакавме, ние сме такви луѓе гостопримливи, сакаме да примиме гости. Прв објект кој што го направивме е тоа Летниковче таму, една мало објектче, да ги примаме нашите гости на ручек, на прослави и слично. Истите тие луѓе кои што доаѓа не мотивираа да ние почнеме да ги отвориме вратите едноставно и да почнеме да служиме храна на други луѓе. Се запознавме со мерката од законот дека смееме да регистрираме селско домаќинство. Тоа оди преку општините, ние сме под општина Росоман. Си поднесовме документи, дојдоа од општината и ни направија сертификат, значи не сертифицира, ги проверија просториите, треба да имаме соодветни услови за готвење и соодветни услови за сместување на гости, па ние сега како селско домаќинство имаме право да примеме околу 50 месечини гости на ручек и исто толку на ноќевање. Моментално имаме изградено само една вила, која што може да прими 20-тројца гости комотно, но имаме проект поголем така, кој што го планираме да го работиме, веќе треба и да почнеме. Тоа се 9 или 10 куќички со сала за работа и слично. Ние работиме се уште исклучиво со резервации, бидејќи домашната храна, која што ние сакаме да ја понудиме, бара малку повеќе време за припрема и внимание.
Значи што е, јас често се шегувам со туристите кои доаѓаат, ние сме спротивно на фаст фуд. Ние сме slow food, значи бавно се готви, бавно се јаде, така што ни треба многу време да го припремаме. Например, месото го припремаме 4 до 5 часа, а исто така и сме преокупирани со одржување и со стварање на нови содржини на местото, така да треба се уште да се организираме околу работните часови. Инаку имаме и многу странци кои што доаѓаат заради викендичката, спијат тука, се хранат тука, им приготвуваме домашна храна и се преблагодарни. Имаме објект кој што е скара, фурна и пушара, сами си произведуваме димено месо на дрва, без никакви адитиви, само со сол. Покрај овие содржини имаме и базен, тоа ни е последниот објект кој што го финишираме моментално. Базенот го затворивме со стакло, одгоре го затворивме со тенда, со план да го користиме и зимно време, бидејќи успеавме да инсталираме и котел кој што го грее. Моментално ја грееме водата, се надеваме дека до нова година веќе ќе биде и тоа финиширано. Имавме проблем голем со вода, Цирково има проблем со вода летно време. Снемува вода едноставно и тоа е голем проблем, посебно ако имате нешто посадено или стока. Го решивме и тој проблем со копање на бунар, така што сега сме со бунарската вода обезбедени. Струја нема доволно, посебно имаме проблем со таа една фаза. Со Евана сме често у контакти заради тоа, кажува дека нерешливо е. Ставивме фотоволтаици, не се доволни, но ќе инвестираме сигурно понатаму и во тоа. Со винскиот туризам сум приватно поврзан со неколку винари од Тиквешијата, со кои што лично имаме стварено комуникација и контакт, и функционираме одлично, нудиме домашно вино од нивните винари исто така овде, така да имаат прилика гостите и да пробаат да дегустираат различни винце од Тиквешкиот регион, од различни домашни винари. Во иднина планот ни е да изградиме уште неколку куќички, или поточно 9 или 10 куќички. Се надеваме дека ќе успееме и дека ќе бидеме моќни тоа да го направиме. Со особена гордост домаќините ги истакнуваат сите придобивки од сегашниот живот на село. Чист воздух, мирен сон, спокој и уживање во работата. Тие веќе размислуваат како ќе ги реализираат идните планови за поголем развој на агроекотуризмот. Потребна е храброст за да се создадат овие капацитети, каде што се вклучуваат и останатите жители и производители. Има перспектива, верува Виктор, и најважно е што здраво е и убаво е да се побегне од градската гужва и загаденоста, во мирните скриени предели, како што е овој во Сирково. Гледаме дека со последниот прилог, каде што во ова селско домаќинство има и базен, се зголемуваат стандардите и можностите, онака како што бараат и туристите и што сакаме да пресликаме искуства од странство, најмногу од Словенија, сакаме да се споредиме со неа. И ова е доказ дека може да се направи многу повеќе за да заживеат руралните средини. Ова е последната емисија за годинава и токму покрај ваков амбиент со божикното цвеќе, со она што е символика за нова година, сакаме да се поздравиме со вас со желба за берикетна година многу поголема од годинашнава. 2026 да имаме повеќе снег, да имаме повеќе вода, да немаме оние елементарни непогоди кои што се случува со измрзнувањата, да имаме повеќе производство на македонска храна. Верувам дека бевме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание и со денешнава емисија. На крајот повторно само желби за повеќе здравје, среќа, успех. Среќна нова 2026 година. Довидување, се гледаме само за 7 дена.